За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите јунешки торнедо во сос од шампињони. На кременадлите им ги отстрануваме коските и мрсните делови. Врз кременадлите нарасуваме мелени печурки, тимијан и мајоран. Потоа врз парчињата месо ги ставаме зрната пипер. Ги посолуваме парчињата месо и ги свиткуваме во ролати. Потоа секој ролат го свиткуваме во 2 ленти чадена сланина. Ги затврстуваме ролатите со готварски конец. Во тава за пржење на оган ставаме маслиново масло да се загрее. Ги пржиме ролатите на загреаното масло. На шампињоните им ги отсекуваме рачките и ги сечкаме на половина. Испржените ролати ги вадиме од тавата и ги ставаме во огноотпорен сад. На преостанатата мрснотија во тавата ги пржиме шампињоните. Потоа со алатка го гмечиме лукот и го додаваме во тавата. Зачинуваме со преостанатиот мајоран, тимијан и сушени мелени печурки. Промешуваме. Во тенџере на оган со зовриена вода ја ставаме коцката да се вари супа. Ја тргаме тавата од оган. Испржените шампињони ги додаваме во огноотпорниот сад. Садот го ставаме во ревна. Печеме 25 минути на температура од 200 степени. Ја враќаме тавата за пржење на оган и во неа додаваме 2 црпалки од супата. Го нареваме и црвеното вино. Откако содржината ќе зоврие, тргаме тавата од оган. Содржината од тавата низ цедалка ја истураме во поголем длабок сад. Исцедената течност ја враќаме во тавата. Тавата ја враќаме на оган. Во тавата ја додаваме неутралната павлака. Мешаме со жица. Путерот го сечкаме на коцки и го додаваме во тавата. Мешаме со лажица додека путерот се растопи. Двата вида макдонот ситно ги сечкаме и ги додаваме во тавата. Промешуваме. Ги вадиме ролатите од садот. Им го отстрануваме конецот. На едната страна на чинијата за сервирање ги сервираме шампињоните од огноотворниот сад. Потоа со лажица на чинијата нанесуваме од сосот од шампињони. Ролатите ги сечеме на половина и ги ставаме врз сосот на чинијата. Потоа со лажица и врз ролатите нанесуваме од сосот. Јунешкиот торнедо во сос од шампињони го декорираме со по гранче копар и по една ротквичка засечена во форма на цвет на двата краја на чинијата за сервирање. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 70 минути.